Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Вести во 8. Почна судскиот процес за пожарот во дискотеката во Кочани. Ова е најголемиот судски случај во Македонија. Интересот за следење на судењето е огромен. Колку ќе трае судскиот процес, никој не знае. Смртоносна стапица која никој не сакал да ја види. Вака јавното обвинителство ја нарече дискотеката Пулс на стартот од судењето за пожарот во кој загинаа 63 лица. Централно место во воведниот говор за трагедијата, обвинителството обезбедило за собственикот на Пулс Дејан Јованов. Тврдат дека негов интерес единствено бил профитот. Ако премолчиме и изгубиме вистината, ако не се соочиме со целосната димензија на оваа ненадомеслива загуба и ова невидена трагедија, никогаш нема да имаме сила како општество да тргнеме на патот кон заздравување. Кочани, колку и да боли, пече и горчи во душите на сите, повикува и бара легитимни одговори. Кој дозволи работа на објектот, иако никогаш нема намена за вршење гостителска дејност? Кој дозволи влез без да обезбеди излез? Пиротехниката која била внесена за настапот на ДНК, обвинителството тврди дека не е единствената причина за трагедијата. Проблем бил и самото постоење на Пулс уште од отварањето во 2012 година. Работела без контрола од општината, пазарниот инспекторат, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за економија. Раководните луѓе на овие институции, како што наведе обвинителството, си ја префрлале одговорноста кој треба да контролира. Затоа, како што се вели во воведниот говор, сите од 2012 па се до март годинава сносат одговорност за трагедијата. Доказите кои ќе бидат изведени ќе покажат без било какви дилеми дека злоделото во овој настан не е и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело и самото постојање на овој објект толку години. Клубот Пулс отсекогаш бил безбедносна смртоносна стапица. Буре барот. Затоа искрите без никаква пречка имаа каде и да пофатат и да зацрнат и уништат толку човекови судби. Судијката Дијана Груевска-Илиевска побара дисциплина од сите учесници во постапката. Рече дека никој не знае колку долго ќе трае судењето, но порача ако сите редовно доаѓаат на рочиштата, ќе се дојде до вистината и правдата за случајот. Сите докази кои ќе ги предлагате ќе бидат изведени од било која странка, освен некои што ќе мислиме дека се навистина ирелевантни за да не ни се одолговлекува постапката. Можеме овој совет да ви гарантираме дека колку што можеме ќе бидеме транспарентни, ќе бидеме за се што ќе се случува во јавноста, ќе бидете информирани. Судењето го следеа и родителите на загинатите. Со аплауз го поздравија воведниот говор на обвинителството. Лути се на адвокатите кои се обиделе да го одложат рочиштето заради спојување на обвинението за собственикот на фирмата за обезбедување. Голем срам за адвокатите што ги бранат обвинетите, како немат чувства и осет на оваква голема трагедија, каде ни ги убија нашите деца. Не и сега дали они имат дома деца и дали така ќе размислуват и ќе постапуват да се на наше место, а не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка ние што ја имаме со непроспиени ноќи и денови. Ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. А со постапката на бранителите денес што почнаа со првите постапки нас повторно не убија. Судењето продолжува идната недела на 25 ноември, кога обвинетите ќе треба да кажат дали се чувствуваат за виновни или не. Им се суди на 35 лица. Освен собственикот на Пулс, за тешки дела против општата сигурност, одговараат уште тројца градоначалници на Кочани, 4 директори на ДЗС, 2 министри за економија, пазарни инспектори. Им се суди и на 3 фирми.
Сите заедно обвинети се за тешки дела против општата сигурност. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Државниот јавен обвинител очекува исто така транспарентна постапка. Тој беше гостин синоќа во тема на денот во Дневникот на Сител. Јас како државен обвинител и дел од обвинителите, токму во однос на овие околности, очекуваме транспарентна постапка, динамиката на судење. Судот ја определува, од наша страна се исполнети сите услови, така да токму во тој правец, јас како државен обвинител ги ангажирав дополнително уште неколку обвинители, а се со цел да не се одоголекува постапката од страна на јавното обвинителство. Затоа што, еве, денес, колку што знам, некои не биле присутни од тие сите обвинители, имајќи предвид дека има некои неодложна работа, а некои други причини. Политичките партии очекуваат целосна транспарентност и правда за случајот Пулс. Лидерот на СДСМ Венко Филипче порача дека судењето е тест за општеството. СДСМ будно ќе го прати процесот, целиот овој случај и ќе се спротивставиме на секој обид за манипулација или за прикривање на вистината или правдата. Барам и очекувам процесот да се води отворено, транспарентно, пред очите на целокупната јавност. Ова го должиме на родителите, ова го должиме на сите граѓани, ова го должиме на целото општество. Ова е еден голем тест за зрелоста на нашето општество. Пресконференцијата на Филипче е срамен обид да глуми чесен во ситуација кога цела држава знае дека има сериозни дамки од модуларната, па се до разни набавки во здравството. Цела држава знае, освен обвинителството. И еве го повикуваме обвинителството на Заев и Филипче да делува одговорно и да испита се. Вистината мора да излезе на виделина. Македонија мора да гради систем во кој нема да има повластени и недопрени, туку законот ќе важи за сите. Заради тоа, овој случај е исклучително важен, велат од владеачката партија. Американската администрација дозволи продолжување на рокот за продажба на Лукойл. Има ли заинтересирани и што може да се очекува повеќе од прилогот на Наташа Мерсовска? Расте интересот за купување на рускиот гигант Лукойл и американскиот ExxonMobil ги разгледува опциите да стане собственик на имотот на Лукойл во Казахстан, откако претходно неговиот конкурент Шеврон го објави истото. Листата на потенцијални купувачи се зголемува по објавата на Американското министерство за финансии, дека го продолжува рокот за продажба за уште 3,5 недели, односно до 13 декември. Reuters објави дека Exxon може да достави понуда за полето Западна Курна 2 во Ирак, кој е највредниот имот на руската компанија. Меѓу заинтересираните за нафтениот гигант и американската фирма за приватен капитал Carlyle. Имотот на Лукойл се проценува на 22 милиарди долари. Ако некоја компанија го купи Лукойл, купувачот нема да смее да ја исплати сумата на руската компанија, туку ќе треба да ја уплати на посебна сметка, која ќе биде блокирана се до отстранување на санкциите, појаснија денеска од ОФАК. Инаку вчера финската компанија T-Oil во сопственост на Лукойл најави дека постепено ќе ги затвори сите 430 бензински пумпи поради снемување гориво. Како ќе се трошат залихите, така ќе ставаат клучна врата. Лукойл се присутни во Македонија, каде има 40 бензински пумпи и вработуваат над 500 лица. Неизвестноста кај нив е голема, затоа што досега никој, освен председателот на регулаторна, не им даде одговор дали ќе продолжат да работат. Досега продолжена лиценца за работа до 29 април следната година има 4 компании на Лукойл кои работат во Бугарија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Македонскиот ракометен шампион